Регионот што живеете вие припаѓа на нашето училиште. Целта на оваа кампања е значи сите деца што ги исполнуваат условите да тргнат на школа, да не седат дома. Ете така. Повели, значи тоа ќе прочитате, вие сигурно имате некое дете. Јас уште година чекам да го пишам на школа дете. Обавезно за 6 годинки е сега. 6 години има. Веќе е за школа. Ќе го пишеме, не. Ете така. Ќе го пишеме, не. Значи тоа ќе го прочитате, овие денови ќе го донесете училиштето да го запишете. Вака денес наставници и ученици од Штипското училиште Димитар Влахов одеа од врата до врата и ги убедуваа родителите да ги запишат своите деца во прво одделение. Наставниците ги објаснуваа законските обврски, а учениците ги споделуваа своите искуства од ученичките клупи. Јас сум четврто одделение. Така, убаво ли е да се оди на школа? Да. Мене во школата ми е многу интересно, бидејќи се дружам со сите мои пријатели. Ние сите деца треба да одиме на училиште, било без разлики на вера, пол и боја. Јас сакам сите деца да се здружиме, да нема разделби, сите да се сакаме, да се другаруваме. Ке успее ли оваа кампања на децата и наставниците ке се знае на крајот од мај, кога завршуваат уписите, но работите веројатно ќе тргнат во добра насока, барем ако се цени според правичните реакции на родителите. Треба да се научат децата, гледајте како мене да не бидат. Цел ден работам за 500 динара, 1000 динара за да донесам за нив парче леп, барем они да бидат школовани. Ние така и така немаме школа, ќе завршиме со нас. Поголем број на запишани ученици во прво одделение очекуваат и наставниците. Секако дека очекувам да се зголеми бројот од причина што имам информација дека има повеќе деца што не се опфатени во воспитно-образовниот процес, а ги исполнуваат условите. Инаку, од почетокот на уписите во основното училиште Димитар Влахов во Штип се запишани 95 ученици во прво одделение, а се очекува нивниот број да биде над 120.